Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Денеска ќе зборуваме за неонатална, односно бебешка жолтица. Со мене во студиото, гостинка и соговорничка е професор доктор Николина Здравеска, педијатар, неонатолог од клиниката за детски болести. Професор Николина, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, вам ви благодарам за поканата. Ми е чест да сум дел од сител. И во денешната емисија да разјасниме некои работи за неонаталните жолтици, кои што се една исклучително важна патологија во најраниот период од детството. Еве, на почеток, како се манифестира бебешката, односно неонаталната жолтица? Да. Карактеристично по бојата, меѓутоа, кои други симптоми да, се? Самото име кажува жолтица, значи дека е нешто што е жолто, тоа не е асоциација, инаку жолтицата представува симптом на одредена состојба или болест. И по дефиниција тоа значи една жолта дисколорација, односно жолта пребоеност на кожата, на она што од надвор се гледа, и ние велиме медицински, нели, на видливите мукозни мембрани, односно на оние видливи слузници, кои што може да ги видиме, тоа се белките на очите, нешто што најлесно се гледа, внатрешната страна на устната шуплина, и таа жолто се пребојува. И практично ова жолто пребојување на кожата кај новороденчињата, за тоа што зборуваме, настанува како резултат на акумулација на билирубин во овие ткива од нашиот организам. Значи, во основа, жолтицата е симптом на една патофизиолошка состојба, што означува таложење на билирубинот во одредени наши ткива и органи. Кој ден од животот на новороденчето најчесто се појавува жолтицата? Жолтицата многу често се појавува во неонаталната возраст и тоа има зошто се појавува. И жолтицата представува една состојба која што единствено во овој период од животот може да е физиолошка. Односно, може да е една појава за која што е минлива, која што не бара специфични диагностички испитувања, која што не бара посебен третман. Значи, кога означуваме нешто дека е физиолошко, тоа е нешто што е нормален процес. Меѓутоа, тоа значи дека таа е умерена жолтица, која што не е интензивна и која што се јавува во одредени денови од животот. Тогаш зборуваме дека е физиолошка. Во другите ситуации е патологија и тогаш, иако се новороденчиња, тие ги испитуваме и ги третираме понатаму. Исклучително често се јавува, негдека 60% од терминските новороденчиња манифестираат жолтица и уште повисок е процентот на тие кои што се претермински, каде што е манифестна жолтицата. За една жолтица да се манифестира на нашето тело, треба билирубинот да биде некаде над 100 микромоли на литар, значи како што ние го мериме во нашите единици лабораториски. ЕСИ системот на мерење на билирубинот, значи над 100 кога е, жолтата пребоеност станува видлива на кожата. Сега, физиолошката жолтица е нешто што е нормално во неонаталната возраст и таа се манифестира негдека после третиот ден. Таа е умерена жолтица, значи со благ интензитет, со не многу висока билирубинемија доколку ја одредиме во крвта и која што спонтано поминува до 2 недели возраст кај терминските новороденчиња. Нешто по-пролонгиран тек може да има кај прематурните, така што некоја граница имаме до 3 недели кај недоносените, иако недоносените нели сме зборувале и во други емисии дека тоа се една поспецифична категорија на новороденчиња, тоа е една широка категорија од онаа граница на виабилност, така што таму и билирубинемијата поинаку се интерпретира. Значи, кажавме дека во огромен број на новородени кои што пожолтуваат, 60%, 80%, тоа се голем процент на новородени кои што би манифестирале жолтица и која што во најголем процент ќе биде физиолошка и која што ќе помине сама од себе доколку тоа новороден ќе го помине периодот на постнатална адаптација адекватно. Односно, доколку не ни западне во некоја криза, најчесто е неадекватен внес на млеко и така натаму, каде што постанува поинтензивно пожолтено, каде што вредноста на билирубинот доаѓа до некои повисоки нивоа, каде што ако не се превземе тераписка процедура може да имаме еден несакан ефект. Така што од една страна ние имаме еден голем број на новородени кои што манифестираат физиолошка жолтица, меѓутоа тука имаме една тенка линија каде што таа физиолошка може да помине во патолошка жолтица
И практично жолтицата, неонаталната жолтица е една од најчестите причини за рехоспитализација на новороденчињата. Така, затоа што третиот ден веќе се терминските се дома. Абсолютно. И предпоставувам родителите ги паќа паника, вознемиреност. Да, апсолутно. И они не можат да проценат колку е тоа дете жолто и докаде е таа граница на толерабилност, односно колку тоа самото ќе може да го надмине овој период. Во некои моменти клучна е исхраната, адекватно спроведување на исхраната. Така што ние многу често имаме ситуации да ги рехоспитализираме тие новороденчиња кога се навистина интензивно жолто пребоени, иако е таа првата недела од животот. Меѓутоа, таа жолтица пак понатаму дава други знаци и симптоми кај детето. Еден од најчестите знаци и симптоми е изразитата поспаност, одбивање на хранењето и доколку тука не се превземе некаква тераписка процедура, тоа може да ни отиде во еден непосакуван тек и може да ни направи долгорочни последици кои што мислам се превентабилни и кои што за среќа ретко ги гледаме. Но како и да е, тоа представува самата таа рехоспитализација после пуштање на детето од болница представува еден голем стрес за мајката. За мајката, да, и за семејството. Ние како педиатри, нели, исклучително важност придаваме на доењето. Тоа не е секогаш така лесно во првите постнатални денови и кога таа треба да се врати повторно да лежи во болница, најлесно е да се откаже од тоа. Да. Нешто што апсолутно ние никој не го посакуваме и што сме апсолутно против тоа. И заради тоа тука мислам има простор за едно превентивно делување, за една едукација на родителите, уште од самиот испис, па и пренатално, пред да се роди детето, со што може да се соочат и како со некои ситуации да се справат дома и да ги надминат полесно. Ќе ги поканеме тука и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање за денешната моја гостинка и соговорничка професор доктор Николина Здравеска, педијатар неонатолог од клиниката за детски болести, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 0231165566. Денеска зборуваме, односно денешна наша тема е неонатална, односно бебешка жолтица. Професор Николина, рековте дека многу е тенка линијата од физиолошка до патолошката. Да. Дали само вредноста на билирубинот е некое мерило или како класифицирате кој бебе, односно новороденче со жолтица, треба да биде понатаму третирано соодветно? Да, тенка е линијата во смисол на дека физиолошката може да помине во патолошка и да стане детенцето интензивно жолто и да има потреба од третман. Меѓутоа имаме жолтица која што се појавува во првите 48 часа и кога апсолутно не е физиологија. Значи таа жолтица која што се појавува во раната неонатална возраст, неколку часови после раѓање, најчесто е причината од несовпаѓање на крвните групи помеѓу мајката и новороденчето и сензибилизација на неговите еритроцити, затоа што билирубинот, еве и тоа да разјасниме како доаѓа тој билирубин. Билирубинот во организмот значи настанува со метаболизмот на хемоглобинот, односно со распадот на еритроцитите. И зошто овде имаме појава на една жолтица, која што во ниту една друга возраст од животот некој да пожолти не е нормално, апсолутно, и не е физиологија. Значи, ниту во детската, ниту во адултната возраст. Само во неонаталната возраст имаме одредени вредности на билирубинот кои што ние ги толерираме и кои што правиме проценка понатака како тоа ќе го следиме и како ќе му помогнеме на тоа новороденче. Меѓутоа тие вредности референтни се апсолутно многу повисоки отколку било кога понатаму во животот. Прво, едната причина е затоа што имаме многу поголема понуда на билирубин, кој што доаѓа од распадот на еритроцитите. Феталните еритроцити имаат многу пократок полуживот, за разлика од адултните, а во новороденечката крв на едно бебе кога ќе се роди предоминираат тие фетални еритроцити и тој фетален хемоглобин. Феталните еритроцити живеат 60 до 90 дена, нашите еритроцити живеат 120 дена. Од друга страна, на оваа зголемена понуда на хемоглобин кој што се распаѓа, ние имаме ограничена можност за метаболизирање на билирубинот. Тоа се должи на незрелоста на сите органи во нашиот систем, па така и на незрелоста на ензимите кои што учествуваат во метаболизмот на билирубинот.
тоа се во хепарот и на неговиот метаболизам и реабсорпција во цревата. Значи имаме од една страна зголемена понуда на билирубин и намалена можност за елиминација. Овие ензими во лабораториски услови, доколку се одредуваат, тие ќе видиме дека достигнуваат некои нормални вредности кои што се компарабилни со понатамошните во детската возраст тек после 4 до 6 недели. Значи намалената нивна моќ за да го метаболизираат, за да го прифатат во клетките на црниот дроб, па да се конјугира, па тој да се екскретира, па дел од него повторно во цревото се ресорбира и оди во циркулацијата. Значи тоа е еден процес на кружење на тој билирубин, а од друга страна имаме зголемена понуда. И сега доколку имаме несовпаѓање на крвните групи и имаме сензибилизација на новороденчињата, во тој случај имаме исклучително поголема понуда на билирубин, односно на хемоглобин кој што се распаѓа од еритроцитите, кои што се сензибилизирани од страна на несовпаѓање од мајката. Најчесто е таа она РХ инкомпатибилија која што за среќа во денешно време има една ефикасна превенција и таа навистина со тие пренатални контроли ние многу добро е контролирана и ретко среќаваме такви тешки сензибилизации од мајки кои што се РХ негативни, а кои што носат РХ позитивен плод. Меѓутоа имаме и од другиот, од АБ0 крвногрупниот систем, кога мајката ни е нулта крвна група, новороденчето ни е АБ или АБ, може да настане и тогаш сензибилизација, може да ни манифестира рана неонатална жолтица и тоа е нешто на кое што треба да се обрне внимание во породилиште, односно да се адекватно проценат тие ризик фактори, дека тоа дете можеби од кога ќе се пушти дома ќе развие поинтензивна жолтица, па некогаш да се спроведе и превентивна фототерапија или евентуално да се почува подолго, да се задржи во болница и да се мониторира. Затоа што еден голем фактор нели за интензивирање на таа жолтица, која што можеби и да нема ризик фактор и можеби и да немаме несопаѓање на крвни групи, ние неадекватната исхрана постнатално. И тука малку ние затајуваме, затоа што тие дечиња кога ќе се пуштат дома треба брзо да се исконтролираат. Или родителите да се самите свесни како да проценат дали нивното детенце се храни адекватно. Тоа ми е нешто што сакам да поентирам. Тука треба еден близок фоллоуап што го опишуваат во целата странска литература. Значи негдека после 24, после 48 сати тоа детенце да биде прегледано. Не мора тоа веднаш да почне да качува тежина, меѓутоа да и се посоветува на мајката како да го следи, дали тоа се храни адекватно. Затоа што иако е малку жолто, тоа ќе стане поинтензивно и после 5-6 ден ќе дојде таа жолтица на некои вредности од 350, каде што тоа не ќе биде заспано, ќе биде летаргично, ние велиме, нема да ќе одбива храна, ќе имаме еден позначителен пат во тежина и тога веќе влегуваме во еден зачаран круг кој што доколку не се прекине, односно доколку не се рехоспитализира детето, доколку не му се уклучи инфузија, доколку не се спроведе терапија, фототерапијата, во тој случај не може да го прекинеме тоа, него тоа ќе оди само кон повисока билирубинемија, а повисоката билирубинемија е сепак ризик. Убаво го објаснивте механизмот, меѓутоа тоа се случува внатре во крвотокот. Може ли да се предпостави мајката да знае дека незиното дете е склоно или ќе развие жолтица или сето тоа е невозможно? Вака, ризик факторите се проценуваат врз основа на анамнестичките податоци, така што нешто што ние сите првично ги прашуваме, која е крвната група на мајката, која е крвната група на таткото, и тогаш калкулираме како и што е. После дали предходно дете имало жолтица која што барала третман и тоа не е еден ризик фактор кој што треба сериозно да се свати и понатаму нели оние сите неонатални кондиции кои што може да се асоцирани, затоа што и тука имаме и други патофизиолошки механизми, билирубинот се транспортира единствено врзан со албумините како носачи, така што сите оние фактори кои што може да ни ја пореметат таа внатрешна средина, тоа се инфекциите, ацидозата. Значи сето тоа допринесува да ние во одреден момент имаме една поинтензивна жолтица која што е патолошка, апсолутно, која што тука веќе не зборуваме за физиолошка и која што треба да се направи проценка, план како тоа дете ќе се третира, колку време ќе се третира и да се испише се она кога ќе биде на ниво на билирубин на една безбедна линија, оној амерички протокол од Американската академија за педиатрија, протокол за неонатални
хипербилирубинемија вели низок ризик за развој на тешка билирубинемија и тогаш не е безбедно да тоа детенце тоа новороденче се испише од породилиште. Дали е основата вредноста, односно нивото на билирубинот за да диагностицирате покрај физичкиот преглед? Да, тоа јас многу често го потенцирам. Нивото на билирубинот ние златниот стандард за да го диагностицираме. За да диагностицираме една неонатална билирубинемија и тоа златен стандард е оној кој што се одредува со серум. Преку серум, значи со земење на венска крв на новороденчето, извојување на серум и одредување на билирубинемијата. Меѓутоа, нешто што е многу важно е дека вредноста на билирубинемијата се интерпретира практично согласно постнаталната возраст на новороденчето. Значи не значи исто една жолтица од 200 зависи која недела е родено, така. И која недела е родено и која е постнаталната возраст на детето. Значи не ни значи една жолтица која што е 200 микрограми на литар на возраст од 24 часа, тоа е патолошки, па и 48 тоа е висока жолтица и не значи таа жолтица од 200 на возраст од 6-7 дена каде што тоа апсолутно иако детето личи жолто, таа има поинаква вредност, мислам има поинакво значење таа вредност и тогаш тоа дете воопшто ние само го следиме, не го третираме. А додека мислам многу ни е значајно и имаме нормограми каде што практично ние го планираме нашиот тераписки пристап, било да е фототерапија, било да е онаа интервенција сложена ексангвинотрансфузија која што е исклучително ретка, меѓутоа ние се раководиме спрема тие нормограми. Тоа се вредности на билирубинот спрема постнаталната возраст на новороденчето и понатаму има субкласификации на тие криви врз основа на тоа која е гестацијската возраст на новороденчето и дали постојат асоцирани ризик фактори за појавата на таа билирубинемија. Значи во основа и овој амерички протокол од Американската академија за педиатрија е превенцијата. Значи рано препознавање на ризик факторите кои новородени можат да развијат тешка жолтица и блиско мониторирање на тие деца се додека не излезат од оние зони на ризик, додека не бидат во ниската зона на ризик практично. Така се најголем дел од новороденчињата, меѓутоа сепак после испишување од породилиште тука фали еден период за да тие не се рехоспитализираат. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи. Почитувани, во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до сите во студиото и имајте убав ден. Исто и вие, благодарим. На телефон една баба од Битола. Така. Со внукичка од 2,5 месеци, родена во 35-та недела. Девојчето си излезе со 2,50 кг родилна тежина, а на 2 месеци точно има 4 кг и 130 грама. Меѓутоа жолтицата е се уште присутна, се доиме, исклучиво на доење, мајката ја дои. Да. Јас барам совет од докторката во последниот период, после 2 месеци, педиатрите уклучија гликоза. Сега гледаме дека на телцето е бело, чисто си е само мало на ќелшињата на очињата, се е присутно. Да. Вообичаено, кога пожолтуваат бебињата, тоа оди од главата па надолу кон телото, кон нозете, а кога оди процесот на чистење, односно на поминување на жолтицата, оди обратно. Значи од долниот дел на телото, главата и белките на очите остануваат најдолго време жолти. Детенцево има 2 кила напреднато во 2 месеци, што е идеален напредок, особено што е малку и пред време родено, тие имаат еден интензивен постнатален раст. Сега по протокол, секое дете кое што манифестира една пролонгирана жолтица би требало да се одреди билирубинемијата за да се видат билирубинските фракции, да не нешто тука не изненади. Инаку предпоставувам, тоа требаше да ве прашам, дали има нешто што од анамнезата би требало да земеме, каква е бојата на столицата и каква е бојата на урината. Доколку сте се уште на линија, господјо? На телефон. Да, еве. Каква е бојата на столицата? На столицата е бојата како банана, златна. Жолта, златна, значи сосема нормална.
веројатно е една продолжена лактациска жолтица која што се среќава кај одреден дел на дечињата и која што поминува сама од себе и која што апсолутно нема потреба од никакви третмани, нити од гликоза, нити па од правење на експерименти со прекид на доењето, со давање на формула па да се види дали ќе се повлече. Вие самите гледате дека жолтицата се повлекува. Практично чиме тоа на склерите, тоа е нешто што последно ќе избели. Предпоставувам дека за овој период од 2 месеци матичниот педијатар има направено билирубинемија. Немаме направено. Немате? Може да се направи одредување на билирубинот и билирубинските фракции, заради сепак што тоа е нешто што се препорачува кај сите пролонгирани жолтици. Доколку предоминира оној неконјугираниот индиректниот билирубин, воопшто нема што да се грижите, а според ова што ми го давате како анамнеза, веројатно е таква нешто. Вообичаена состојба нема простор за загриженост. Лактациска жолтица која што треба повеќе време за да помине. Така е, затоа и ги загрижува, предпоставувам, 2,5 месеци после раѓањето. Докторка, колку често се среќавате во пракса, односно кај вас доаѓаат бебиња, односно новороденчиња на одделот за неонатална нега на клиниката за детски болести? Жолтицата е една од најчестите патологии која што ја имаме ние. Неколку пати напоменав дека тоа покрај инфекциите се најчестата патологија која што ние ја третираме и најчеста причина за рехоспитализација после еднаш испишување од породилиште. Треба да тие новородени да се следат постнатално. Тоа е да се следи затоа што таа зголемена ентерохепатична циркулација која што настанува како резултат на неадекватна исхрана пред се во првите постнатални денови од животот, кога мајката мисли дека го дои детето и дека тоа е доволно, тоа предизвикува една зголемена ресорпција на билирубинот и тука ќе имаме неадекватно напредување практично во телесна тежина, некогаш и дехидратација, пат во однос на она што е испишано од породилиште и тие ни доаѓаат со поинтензивна жолтица. Инаку таа е причина која што ние ги рехоспитализираме тие новородени, каде што и тоа се средува практично за многу брзо време, меѓутоа нешто што не посакуваме мора да биде под надзор и нешто што не посакуваме е да мајката ни се разочара, дека нема да може она да го дои детето, да се даде формула која што е најлесна. Зато рековте дека повеќе и превентивно со совети и едукација во тој период. Може би некако да се има можност да се следи билирубинемијата во домашни услови, знаете тоа се е во западните и во развиените земји, затоа што таму е... Ќе проговориме за тој момент, но и за истражувањето кое исто така го правите врз основа на случаите, но да дадеме предности на следниот гледач, бидејќи сме контактна емисија. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Ало? Ве слушаме, во програма сте. Сакам малку со докторката, ако може да поразговарат. Да, повелете, ве слуша докторката. Докторка, вака сега, јас имам доста години, само да го намалам телевизор, ако може. Само да го намалам телевизор. Вака, докторка, јас имам доста години, што се има деца со таа жолтица, кои можеби нема да поверувате. Кога лежев јас, за мене не за жолтица во градска болница Стара што е кај Собраниево, се појави жена со бебенце од 4 години на времето. И така испадаме надвор, зашто лежите, како што узмувате, кажа за бебето. 4 годишно, што има жолтица. Викам, дали можете, викам да ви помогнем, викам, за 2 дена, викам на контрола, викам тука одма да го прегледа, викам доктор, викам, дека нема да има жолтица, како така фино. Не е битно каде што, дојда ноќта ме зема од болница, мажот и со све бебето го однесам. 2 заба што се горе, првите, врз нив се појавува зрнце како од пченица. И ја го однесам, кај што знам тие луѓе, го сеча тоа и на контрола после 2 дена ја прашуваат жената како вика одеднаш да снема жолтица. Плюс сега последен пат, сега на 14 јануар ми дојда исто едни мои колеги од Куманово, зетот нивни со години не може никако да си лечи од жолтица. Однесов таму, отишов на лекар после пар дена, нема жолтица.
Ви се верува или не ви се верува? Така. Во ред, секој има право да верува во некои народни медицини, да, имате право и вие на ваш став и ваше мислење, меѓутоа овдека говориме секогаш на медицина базирана на докази, барем темата сето не е тоа. неонатална жолтица, така да тоа е нешто Темата е, а ова е за повозрастна, да. значи ова, да, како што рековте, многу честа патологија, меѓутоа од физиологија. Од физиологија до патологија, нешто што и е вообичаена состојба пред се со совети, со правилна едукација на родителите, но меѓутоа 4 годишна возраст е сосема друг тип на жолтица, тоа е веќе да и инфективно. Во една возраст некој да пожолти не е нормално, така да тогаш се бараме патологија што е причина за сето тоа, освен во неонаталната возраст која што е врзана со низда физиолошки процеси кои што подлежат на фаза на созревање практично. Еве медицински како се третира неонаталната, односно бебешката жолтица, што е наша денешна тема? Третманот, првата линија на третман е фототерапијата, така, спроведување на фототерапија, она што широко во народот е познато, сончење на детето. Тоа е практично експозиција на кожата на новороденчето на одредена фотосветлина, која што е со стриктно пропишана бранова должина, значи тоа е синозелената зона на спектрумот и која што во основа е разградба на билирубинот во кожата на едни метаболити кои што се растворливи во вода, кои што понатаму се екскретираат преку жолчката, преку урината и кои што е најважно дека за разлика од овој индиректен билирубин кој што ги поминува сите клеточни мембрани, вклучително и хематоенцефалната, односно крвно-мозочната бариера и практично тоа е поентата на третманот на жолтицата, затоа што тој висок билирубин, слободно, кој што е молекула која што е растворлива во липиди, слободно поминува низ сите липидни мембрани, така може да ја помине и крвно-мозочната бариера и има посебна склоност за таложење во одредени зони на мозокот. Таму може да направи едно оштетување на мозокот, кое што ќе биде неповратно и кое што ќе предизвика долгорочни последици кај тоа дете доколку не се третира адекватно. Значи со фототерапијата таа има многу брз ефект, практично се поставува детенцето на одредено грејно тело, било да е во инкубатор, било да е на тие бели креветчиња, значи бели бед се вика тоа, или има бленкит, значи оние јорганчиња да се целото се замота, немаме ние, меѓутоа има во светот, така што да биде изложено на таа фототерапија, тоа апсолутно не е штетно, само очите треба да се заштитат со адекватни наочари за да не се предизвика нивна иритација од таа светлина и за многу брзо време, доколку е по блиска таа експозиција и доколку е поголема површина на кожата експонирана, за многу кратко време, за негдека пола стат, 1 стат, настанува намалување значајно на вредностите на билирубинот, односно практично конформација на тој билирубин во кожата, во тие нетоксични метаболити кои што после тоа нашиот организам може, односно организмот на новороденчето може многу лесно да ги изфрли. Колку време трае овој третман и колку време имаат потреба или се индивидуално во зависност? Индивидуално е, доколку е пониска вредноста на билирубинемијата, доколку тоа се спроведува уште во породилиште како една профилактична, кај новороденчиња кои што и можеби имаат ризик фактори, тоа може да оди и дисконтинуирано, а доколку имаме една интензивна жолтица каде што вредноста на билирубинот е баш над оние нормограми за фототерапија, тогаш одиме континуирано, значи детенцето лежи постојано на тие лампи за фототерапија, а мајката го зема единствено за хранење, она лежи со него, меѓутоа тоа е постојано експонирано на таа фототерапија за да имаме ние побрз ефект и за многу побрзо да практично да се намали тој билирубин на вредности кои што апсолутно се безопасни и да се направи што е побрзо испис од болница и понатаму нели се следи адаптацијата на исхрана и како тоа ќе се продолжи во домашни услови со исхраната. Во одредени ситуации, кога имаме значајна понуда на билирубин, кога имаме изразита хемолитична болест, односно сензибилизација, несовпаѓање на крвните групи, во тој случај ексангвинотрансфузијата ни е втора тераписка линија. И тоа практично значи промена на крвта на новороденчето. Таа е една сложена процедура која што се прави, ретко се изведува, токму заради овие достапни превентивни методи.
Да, неформално пред емисијата кога разговаравме, да споменавте дека правите некое истражување токму на ова. Тоа се практично е, јас го потенцирам тоа дека ние мора да направиме нешто, да овие новороденчиња се следат по исписот од породилиште многу поинтензивно, познатално. И сега колку е тоа возможно, колку патронажната служба може да постигне дека и со ограничен број на тимови, а родителите дефинитивно не се доволно едуцирани, нити пак поготово доколку е прво дете, дали тоа се храни адекватно како што треба, дали е жолто и колку е жолто. Оно го гледаме, меѓутоа тоа е субјективно. На сите различно не личи одредена жолтица. На некој малку веќе е вознемирувачко. Апсолутно не е, тоа зависи и од бојата на кожата и од тенот, значи не може тоа објективно да се процени. Во секој случај Америчката академија за педиатрија препорачува скрининг универзален кај сите пред исписот породилиште. Меѓутоа, нели трендови во светот е за следење на билирубинемијата и постнатално со различни мобилни апликации на база на вештачка интелигенција и така натаму постојат такви. Медицината навистина оди напред. Апсолутно, и тоа е достапно, нешто кое што сите сме нели дигитално писмени. Така. Тие мобилни апликации сите знаеме да ги користиме, така што посебно денешните мајки првородки, би требало тоа да се потрудиме да ги имаме тие продукти регистрирани. Тоа е еден мој напор, така што јас успеав да обезбедам една практична донација за спроведување на таа клиничка студија за корелација на билирубинот со тоа неинвазивно мерење. Тоа во домашни услови можат да го мерат и мајките? Тоа може да го мерат, ќе си ги купуваат тие картички и апликацијата се инсталира на телефонот, така што они ќе одредат вредноста на билирубинот и ќе знаат да ги контактират или па патронажните служби. Значи тоа можеби треба да се вметне како една здравствена стратегија. Да ви посакувам успех во тоа истражување и да биде објавено во еминентно списание, па да имаме повод повторно да дојдете и да говориме баш токму за резултатите и бенефитите од ова истражување. Меѓутоа, пред самиот крај од емисијата уште малку да проговориме за неонаталната жолтица. Споменавте како една од компликациите и предпоставувам проблеми воспаление на мозокот. Што може да дојде? Не е воспаление, тоа е таложење на билирубинот во мозокот и тоа во одредени зони на мозокот, во базалните. Но тоа може да пречки во понатамошниот развој на детенцето. Тоа е една од причините за тоа е состојба означена како керниктерус, многу одавна позната состојба во медицината, уште 60-тите години на минатиот век, кога било забележано тоа жолто пребојување на одредени зони на мозокот од акумулација на билирубин на бебињата на аутопсија. И секако тоа е кога имаме високи вредности на билирубинот, значи и кога понатаму имаме долгорочни потешкоти, тоа е дистоничната церебрална парализа, сензоралната глувост, намален коефициент на интелигенција, проблеми со меморија, со учење и така натаму. Значи, но во најголем број случаи станува збор за предвремено родени бебиња или Да, и уште еден проект имавме исто кој што е за следење со амплитудно ЕЕГ на овие кои што го работам на одделот, кои што имаат екстремно висока билирубинемија, па после нивно постнатално развојно следење. Тоа нешто сме со Словенија во координација заеднички го работиме. Так, совет за мајките како да го хидрираат детето кога ќе им се појави жолтица или што да направат, дали да продолжат со доењето? Америчката академија за педиатрија вели хидрација, раствори на декстроза не е индицирано, значи апсолутно нема по ниту една препорака не би требало да се дава тоа, него исклучиво доење. И сега доењето треба да бидат едуцирани, значи новороденчето се храни онолку колку што надоаѓа млекото кај мајката и толкав му е капацитетот на желудникот и тоа оди се физиолошки. Треба да ги следат колку пелени мокри, треба да се следи какви се столиците, каков е нивниот преод, од меконијални, преодни, па до оние жолто-златни столици, кога веќе имаме едно адекватно воспоставено доење и во одредени ситуации доколку мајката гледа дека детето заспива, дека не се храни доволно или дека пелените не се доволно мокри, столицата е подолго време некако што треба да биде за таа возраст, треба да го консултира педијатарот за да веднаш детето се измери неговата телесна тежина, за да му се понуди првично измолзено мајчино млеко, затоа што некогаш нема сила тоа
тоа да цица, Да. поготово ако е поинтензивно жолто, или нели во крајна инстанца кога немаме друг избор, односно кога немаме На доволно формула млеко да да се се- стави формула, барем во тие први постнатални денови. А Ви- понатаму да се стимулира доењето, апсолутно. Американската академија вели први 6 месеци ексклузивно доење, нема потреба од ништо друго. Ви благодарам за советите и искуството кое го споделивте на оваа значајна тема, бидејќи доста голем број на бебиња, односно новороденчиња се соочуваат со оваа бебешка неонатална жолтица и со задоволство ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Навистина има доста теми од вашата Да. област неонатологијата на кои треба да говориме. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Почитувани, а вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во утрешната емисија ќе зборуваме за физикална медицина и рехабилитација при вградени протези, односно ендопротези на колк и колено. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!